Шефовите на клучните сектори за евроинтеграциите поим немаат каде ќе се трошат 350.000 евра за придобивките од Европската Унија. И вице-премиерот Бојан Маричиќ, како и Османи, не знае на што точно ќе се потрошат 100.000 евра народни пари. Тој не препрати одговори да бараме во владата, каде што извршува функцијата заменик на премиерот за европски прашања. Таа целокупна кампања е координирана централно од владата и ќе треба таму да ги побарате детално одговорите. Јас мислам дека секој ден се разговор, еве и денес ќе го искористам денот за порака како европските пари може да помогнат во секојдневниот живот на граѓаните на секоја наша општина и секоја наше населено место. И мислам дека нема никаква штета секој ден да се разговара се повеќе за тоа, затоа што нашата стратешка определба е таму. Нема став ниту дали се многу 350.000 евра за ваква кампања во услови кога обичните луѓе секојдневно бараат зголемување на платите, а пензионерите повисоки пензии за нормален живот. Дали не се многу пари и што ќе бидат потрошени тие пари? Мислам дека е најкоректно како и за секој јавен повик за искористување на јавни пари или тендер да го прашате тоа што ги распишува, бидејќи тие ги прават спецификациите. Јас за кампањата од СЕП имав и специјален брифинг и известив и секогаш сум спремен во секој момент да разговараме за тоа, но за ова ќе треба да прашаме во владата. Предходно побаравме детали и од Османи, но и тој како на лента го повторуваше истиот одговор неколку дена поред. Не сум точно информиран за што конкретно се работи во однос на кампањата. Ке мора да признам дека не сум се уште информиран во тој дел, така да дополнително можеме и писмено да ве информирам. И оно што прашав за кампањата пред 2 дена, дали може би сега имате информација по 2 дена? Тоа треба на мојот тим да го прашате. За што точно ќе се трошат парите не одговори ниту премиерот Димитар Ковачевски, но сумата според него не била многу висока. Сосем нормално било да се потрошат 350.000 евра за да им се каже на граѓаните што ни носела Европската Унија. Инаку договорот потпишан пред 10 дена тежи 18,5 милиони денари, а скопската фирма Vertigo NME треба да изработи слоган, дизајн на лого, графички стандарди, комуникацијска и креативна стратегија, дизајн на билборди, промотивни видеа и видеоанимации, веб банери, графички решенија за социјални мрежи, PR стратегии во тек на кампањата која треба да трае 45 дена. Инаку оваа кампања ќе претходи непосредно на кампањата за претседателските избори, што е спорно по повеќе основи.